Еве еден залутат во историјата поет. Меѓутоа, поетите по дефиниција се во средиштето на историјата, бидејќи историјата е време, а главен елемент на поетите е исто времето. Јас се благодарам на Наташа, дека во тој контекст ја ослободи да го постави Константин Миладинов, е пар екселанс пример за поетите не се надвор од историјата и писателите го Солженицин. После овие две брилјантни излагања на моите колеги и пријатели од духовната сфера. Колку вас на кого? Еве, да, ќе се обидам, јас, значи, Сотир, ќе простиме, ама нема да заборавим. Заборавањето е најголемиот грев за еден народ. Да, ќе простиме, ама нема да заборавиме, бидејќи заборавот е грев на жртвите. Сегде да заборавам. Значи, јас уште со мојот наслов, историјата како култура и варварство, до некаде давам дефиницијата за историјата, составена од ритам, од два елементи, но јас малку ќе пловам ова цивилизацијска трда слика денес на Европа и Америка, посебно на Западот, бидејќи, како што знаеме сите, ова ликвидација на Македонија, на македонскиот идентитет денес е евроамерикански проект, а владата на Заев, Квеслички и Предавничка само го реализира. Значи, драги пријатели, и на француски, и на англиски, и на македонски историја, значи приказна. Приказната пак што ја раскажува историјата трае од ледената епоха на палеолитот до нашата екстратехнолошка ера. Па сепак да се послужам со една литерарна аналогија, историјата не е исто што и Шехерезада. Таа е понапред Шахријар, чиј крвав меч виси над неа, па таа мора да плете цели 1001 ноќ долги волшебни приказни за од секунда во секунда, од ноќ во ноќ, од столетие во столетие да го одбегнува неговиот удар, се додека Шахријар не се смилува. Да, но Македонија во улогата на Шехерезада не успеа да го смилува крвникот. Неговиот меч сега го преспа ја пресече нејзината глава, онака како што ја пресече некогаш Ирод и главата на Јован Крстител, најголемиот и најсветиот по Исус, за темната царска гозба и танцот на неговата перверзна почерка Саломе, денешна Европа. Во случајот на нашата литерарна аналогија, Шехерезада е метафора на она што се именува со поимот култура, а Шахријар на она што се именува како варварски. Аналогом пак на Шахријар, попознат во таа смисла е и Херострат, кој го запалил преубавиот храм посветен на божицата Артемида во антиката во Мала Азија со една единствена цел – да го задоволи својот деструктивен нагон и да заработи историска слава за себе. Кај нас таков Херострат сега е примерот на премиерот Зоран Заев, кој со само еден потек во преспак го спепели преубавиот културно-цивилизацијски храм Македонија. Со истата херостратска цел и деструктивен нагон, отикако што самиот не изјави надмено на грците среде Атина, поголем грк од нив, тој ќе бил запаметен во историјата по тоа што и го сменил името на Македонија, без да биде свесен, бидејќи епитвие само на подсвеста, дека со тоа извршил злосторство, идентитетско убиство на цел еден древен народ. А Херостратска е во таа смисла пар екселанс и изјавата на премиерот Пендаровски, поголем бугарин од бугарите, за да има рамнотежа со Заев, дека Гоце Делчев е етнички бугарин, кој само се борил за Македонија. Франкенштајновска комбинација. Тоа се два крупни примери, драги пријатели, на историско варварство на Херострати кон сопствениот народ. На микроплан и тие совршено ја илустрираат тезата поставена во насловот на овој есеј, дека историјата е составена од елементите култура и варварство. Пласт култура, пласт варварство.
од палеолитот па се до денес. Дури денес со совршените средства за убивање, тој ритам е пострашен и поинтензивен. Еволуционизмот на Дарвин, кој човештвото го смести на Галапагос, ја разви теоријата на еволутивната преобразба и напредок на видовите, меѓу нив и на човекот. Јас пак сум поклоник на креационистичкиот поглед на свет, во чиј епицентар стои Бог. Но сега на нашата теза и е добро дојден Дарвин за да го потврди канибализмот на историјата. Посилниот го јаде послабиот, на што дарвинист во основа и Ниче ја заснова својата теза на вољата за моќ над човек. Тој колективен надчовек што го толчи светот денес е безмилосната железна империја Америка. Дарвин зборува за биолошкиот, па во некоја смисла и за психолошкиот, но не и за моралниот и етичкиот еволуционизам на човек. Веројатно и тој утврдил дека тој е запоставен од страна на мудроста и хаосот на неговиот бог природата, но не и оној бог на Спиноза, Теос сиве натура, и не само што моралот и етиката на човекот за разлика од технологијата што е трагичен расчекор не напредувале, туку во некоја смисла дури назадувале. Односно, тие само идувале низ некои перверзни цивилизацијски трансформации во облик на дебела маска што го покрива лицето на злото. Една од тие дебели маски на модерната, така наречена пред се западна, по наводници хуманистичка демократија е перверзниот поим имено демократија. Да, ние добро знаеме дека човек треба да се тресе кога тој ќе се употреби денес во Вашингтон или во Брисел. Бидејќи веднаш треба да ги очекуваме западните демократски бомбардери полни со смрт, да се извишат над нечие туѓо небо и земја во името на таа нивна цивилизацијска придобивка. А всушност станува збор не за демократија, туку за нафта или други материјални ресурси, за да се задоволи безкрајно лакомиот апетит на антихуманистичкиот запад, кој му се помоча, простите на изразот, на Декарт, злоупотребувајќи ја како цивилизацијско мото неговата максима, мислам, значи постојано. Блискиот исток, а потоа на Балканот и Македонија, Босна и Србија се крунски примери на таквиот перверзен хуманизам на западната евроамериканска демократија. Бидејќи импотентната Европа со страшен дефицит на тестостерон и не може денес цивилизацијски да постои без потентната Америка. Тоа софистицирано западно варварство под маската демократија, мир, хуманизам, дојде со полн деструктивен интензитет и кај нас, македонците, со силеџиското преименување под варварски диктат на балкански методи, идиотизам на Хан, на Брисел и Вашингтон. А тоа е фашизам од прв степен, идентитетски геноцид, според антрополозите најстрашната смрт што може да му се случи на еден народ. Тоа е фашистичка операција да се избрише идентитетската историска меморија на цел еден народ, македонци. Се едно што таа смртоносна операција западните мајстори на смртта, како што ви вика мојот омилен поет Пол Целан, ја извршуваат неа со домашната квисличка марионетска влада, што ја поставија за таа цел. Тоа не го заскрива фашизмот, злосторството кон македонците на Брисело-Вашингтонски демократи и хуманисти. Примерот со идентитетската ликвидација на македонците покажува дека Европа нити се откажала, нити сака да се откаже од фашизмот. Посебно и Америка, чиј беден вазал е таа. Не. Имено парадоксот тука е во тоа што веднаш по победата над Хитлер, чист европски производ, како и Маркиз де Сад, сојузникот Евроамерика не само што не се откажа од фашизмот, туку дури и без маска го продолжи неговиот континуитет. Тоа се случи први со идиотските американски атомски бомби фрлени над Хирошима и Нагасаки во август 1945,
кога и беше скршен рбетот на оската на злото. Тогаш американците рекли, сега ние ќе го правиме тоа подобро од Хитлер и германците. Теза и на еден од нивните најдобри писатели, Норман Мейлер. И го права подобро. А Европа да не остане покусо и таа, иако на еден подзаскриен начин на селска ороско девица, исто така го продолжи со софистицирана перверзија тој континуитет. Лисабонската декларација беше пред Преспански од првата нејзина најсвежа фашистичка објава кон македонците. Но ако се вратиме наназад, по Втората светска војна, парадоксално, европскиот фашизам во обновено руво пак фатално почнува со македонците. Со евроамериканските бомбардери на Еврототем Черчил, кои ги убиваа македонците, жени, старци, деца пеленачиња на Грамос и Вичо, низ цела Егејска Македонија, ставајќи се на страната на грчкиот монархофашизам и чистејќи ги вековните домородци од своите родни огништа, планини, полиња и гробови. Тоа беше крунска потврда и на песимизмот на големиот германски писател и хуманист Томас Ман, кој по завршувањето на Втората светска војна радосен, но и пророчки депресивен изјави дека Хитлер е победен во Европа, но не и европскиот фашизам. Примерот со Македонија сега, со нејзината насилничка идентитетска ликвидација е најубава, најгорчлива, најдепресивна илустрација на неговата темна јанза. Преспее до вршување на Букурешт 1913, по кој се покажа дека сепак македонците се физички неуништиви, дека и понатаму нивното срце чука во свадбарски 7-8-мински такт, играат, пеат и стојат високо на смрт. И тие во Брисел и Вашингтон, изненадени од таа македонска дрскост, мислеа и го смислеа на крајот идентитетскиот геноцид, најстрашната од сите видови на смрт. Да, но дали по таа смрт на вистина Евроамерика и балканските канибали, што лакомо ја растргнуваат Македонија и нејзиниот културно-цивилизацијски организам, на вистина ќе бидат посречни. Не, драги пријатели, бидејќи македонците имаат една прастара мана или поарно талент да воскреснуваат, да ја победуваат како Исус смртта со смрт. Нашиот простосрдечен народ вели да се повампируваат и да го фатат за врат онај на кого ќе му се намерачат, кој ги тормозел најмногу во живот. Тоа е мората која ќе ги прогонува ликвидаторите на македонците, европските и балканските канибали, но и домашните предавници на кои, такви какви што се, нерадо ќе им даде оваа света земја гробно место. Оти се срами од нив.